Споменикот на културата, Марковиот манастир со црквата посветена на Свети Димитрија, се наоѓа во селото Сушица, недалеку Маркова Сушица, недалеку од Скопје на околу 20 на километри. Манастирскиот комплекс го сочинуваат црквата Свети Димитрија со трпезаријата од 14 век, трите манастирски конаци, западен, југозападен и јужен, потоа фурната и просторијата за печење ракија, непосредно прилепен до јужниот конак, воденицата, шталата и манастирскиот бунар. Овие објекти се изградени во текот на 19 и 20 век. Вака изградениот и успешно вклопен во природниот амбиент манастирски комплекс е уоквирен, затворен, со масивен ограден зид висок до 2 метра. Пристапот во манастирот, во манастирскиот двор, е преку влезната порта во северниот ограден зид. Оттука се приоѓа до секој објект, кои се надоврзани еден до друг и ја окружуваат црквата, која доминира во просторот. Од дворот постои директна врска со воденицата на југоисточната страна на комплексот, прилепена на оградниот манастирски зид, додека од катот на јужниот конак постои директен излез на ракавот на река Сушица, што ја напојува со вода манастирската воденица. Постои уште еден излез од вториот кат при западниот конак во тревник или бавча со голема висинска разлика во однос на манастирскиот двор. Западниот конак и трпезаријата се вкопани од нивната западна страна во стрмниот терен што паѓа од запад спрема исток, и тоа западниот конак со целото приземје и кат, а трпезаријата за една спратна висина. Црквата е за околу 1,20 м испод нивото на дворот, вкопана, така да пристапот до неја е преку камени скали што поаѓаат од дворот пред тремот од јужната страна. Другите објекти се лоцирани на рамен терен и се во директна врска со основната комуникација дворот. Така се формираат 3 нивоа, што произлегува од конфигурацијата на теренот, што целиот комплекс го чини многу интересен и специфичен, а тоа се: прво ниво е котата на подот на црквата, второто е котата на дворот и третото ниво е котата на просторот пред западниот конак од западната страна, така да црквата со попратните објекти представуваат една нераздвојна урбанистичко-архитектонска целина. Во целост гледано, освен црквата,
Конструктивната состојба на другите пропратни објекти во манастирот беше многу лоша и загрижувачка. Бидејќи забот на времето и ненавремените градежни интервенции за заштита на архитектурата доведе до големи оштетувања, па дури и до самопаѓање, како се е случајот со западниот конат, кој беше скоро порушен. Споменикот на културата, црквата Свети Димитрија, го завзима централниот дел во манастирскиот комплекс. Таа потекнува од првата половина на 14 век, а завршена е негдека 70 година од 14 век. На објектот се извршени конзерваторски зафати на покривот, заради заштита на архитектурата, а посебно за фреско живописот. Во целост, црквата се наоѓаше во добра конструктивна состојба, осем покривниот покривач, помешан со стар оловен и поцинкован лим, кој беше веќе дотраен. Вршени се повеќе интервенции на кровот во смисол на крпење со оловен и поцинкован лим, така да покривот прокиснуваше и не обезбедуваше ефикасна заштита на архитектурата и богатиот живопис. Црквата има правоагална форма со 6 масивни монолитни камени столбови, од кои 4 ја носат централната купола со тамбурот, а другите 2 делот од слепата калота на нартексот. На покривот се формира впишан крст со правоагална основа, со извишен тамбур и слепа калота на централниот дел од нартексот. Елементи на покривот се 4 свода и кубичното постолје, на кој се ослонува тамбурот и куполата, конхата над апсидата и полуобличастиот свод од слепата калота над нартексот. Сите овие кровни површини се обли, освен источниот и западниот свод и слепата калота, а се појавуваат на покривот како резултат на облите форми на кровните конструкции во ентериерот. Отворените тремови од западната и јужната фасада имаат дрвени покривни конструкции и се покриени со поцинкован лим. Заради поефикасна заштита на архитектурата, а посебно на фреско живописот, се изврши целосно препокривање на покривот, осем на куполата со нов оловен лим, дебелина 2 до 3 мм, како потраен и поотпорен на атмосферлиите. Поставувањето на оловниот лим се изврши на подлога од перлит, малтер, што обезбедува дишење на архитектурата и живописот. Спојувањето на оловните елементи е изведено со дупли фалцови, а причврстени за подлогата со бакарни хафтери, поставени на растојание до 50 см. Со отклонувањето на дотрајаниот поцинкован лим на покривот од западниот трем, се уочија тешките оштетувања на дрвената кровна конструкција, која мораше да се замени со нова. Новиот поцинкован лим на западниот трем се постави на полна дашчана оплата и изолација од терхартија заради спречување потење на лимот.
Така црквата се заштити на најчувствителниот дел, покривот, за подолг временски период, како ефикасна заштита на архитектурата на споменикот, а посебно на богатиот фреско живопис. Еден од најкарактеристичните и најинтересните објекти во манастирскиот комплекс, тоа е манастирската трпезарија, изградена или современа на црквата Свети Димитрија, а можда и постара. Постара, викам, чисто своји лични сознанија, поаѓајќи од самата конструкција и од сочуваниот фрагмент на живопис, што се наоѓа десно од влезната порта во приземјето. Иначе, што е најбитно, таа манастирската трпезарија беше скоро неупотреблива, бидејќи беше така тешко штетена да кровниот покривач и кровната конструкција беше скоро целосно порушена, исто така и меѓукатната конструкција. Заради тоа се на овај објект е карактеристично да се каже дека се извршени најделикатните конзерваторски операции, заради тоа што целта и на конзервацијата и на заштитата е да се сочува што повеќе објектот во својата оригиналност. Заради тоа, викам, потешкотиите беа големи и на објектот се извршени конзерваторско-реставраторски и санациони работи. Односно, извршена е целосна реконструкција на кровната конструкција, како и реконструкција на меѓукатната конструкција. Од конструктивен аспект се изведе армирано-бетонски серклаж по целиот обим на зидовите од манастирската трпезарија, а со целосно покривање на кровот со нови керамиди, медитеранки, кои се уклапаат во амбиентот и тие се веќе употребуваат тука, се заштити овој најинтересен и ретко сочуван објект во манастирскиот комплекс. Би ги навел само по важните зафати конзерваторски кои се изведува во текот на 1992 година. Отклонување на покасно доградениот внатрешен западен зид од катот и тоа само до меѓукатната конструкција. Оваа позиција се изврши внимателно заради тоа што на оригиналниот западен зид од внатрешноста беше можно да се појави фреско живопис, како што постоеше и на другите зидови, а е своевремено симнат поради оштетеноста на архитектурата. Меѓутоа, нов живопис не се појави, туку само оригиналните ниши со зидана врата и оригинален надпис над средната ниша со име Маниша. Кровната и меѓукатна дрвена конструкција се изведе од нов дрвен материјал, а за носеќа кровна конструкција се поставија дрвени греди 20 на 30 сантиметри, што ги
бараше статичкиот прорачун. Консолидирањето на зидовите на објектот се изврши по пат на пломбирање на оштетените делови и сопоставување на сокриен армирано-бетонски серклаж околу надворешните зидови на објектот со димензии на серклажот од 40 на 50 см. Целата дрвена граѓа се заштити со импрегнација и обои со орахов пајц. Се изврши отклонување на малтерот при источниот зид во приземјето, при што се откри оригиналниот опус на зидаријата, а што е најважно, се покажа и фреско живопис на левиот пиластер со ликот на Христос, делумно оштетен, али со јак фреско малтер во однос на фрагментот на црквата што се појави на десниот пиластер од влезот во приземниот дел на трпезарија. Се изврши реконструкција на влезната врата во приземјето со отклонувањето на покасното созидување. Заради безбедност и комуникација се направија дрвени скали од приземјето за катот кои кореспондираат со западниот конак и се вклопуваат во архитектурата на другите објекти на комплексот. За кровен покривач се поставија керамиди медитеранки на полна дашчана оплата и изолација од терхартија. Заради несметано протечување на водата што евентуално би дошла до терхартијата, се стави два реда летви, првите вертикални на растојание 50 см, а вторите хоризонтални над нив на 25 см за поставување на керамидите. Подобите на чардакот и трпезаријата на катот се од дрвени борови даски. Најубавиот конак во манастирскиот комплекс, западниот конак, се наоѓаше во многу лоша конструктивна состојба. Истиот беше скоро целиот порушен, така да беа неопходни сериозни конзерваторско-реставраторски и санациони работи. Работите започнаа со расчистување на све она што е дотрајало и што е склон на пад, за да се вметне новата армирано-бетонска конструкција, така да со отпочнувањето на конзерваторските работи
се реконструира најубавиот конак во комплексот и моментално неговата сегашна состојба покажува дека е извршена успешна конзерваторска интервенција. И манастирските воденици кај нас се поретки, поретко сочувани. Една од нив беше од Марковиот манастир, али во таква состојба конструктивна да беше неупотребива. Порушен беше целиот источен зид, заедно со кровната конструкција, така да во текот на 1991 година извршена е реконструкција на отпаднатите делови и целосна реконструкција на кровот заедно со кровниот покривач. Денеска таа е во добра конструктивна состојба и понатаму служи на својата основна намена која што се имала пред повеќе години.
За целосно заокружување на конзервацијата на овој манастирски комплекс престои уште заштита на југозападниот, јужниот и јужниот конак заедно со фурната и просторот за печење на ракија. Моментално на објектот се работат испитивачки работи. Испитување заради носивоста на конструкцијата која во овие делови од конаците е дрвена, бондручна конструкција. Јасно се уочува состојбата на конструктивните системи, кои се бондручни, како што реков, и понатаму ќе следи негова санација, со тоа што над приземниот дел ќе се изведе монолитна армирано-бетонска конструкција, а останатите делови кои се од дрва, од дрвена бондручна конструкција, ќе се конзервираат и ќе се појачуваат со нивна замена, со нивно импрегнирање и слично. Треба да се напомене дека едино кровната конструкција на објектите, на овие 2-3, ќе се реконструира од нов градежен материјал дрво, бидејќи таа е дотраена и неопходна е таква интервенција.